Плата за живот наместо минимална. Во овој правец треба да се размислува доколку сакаме социјална правда во државата, алармираат од Штипското здружение Гласен текстилец. Со овој концепт работникот нема да работи само за да преживее, туку и да заштеди нешто. Според пресметките на Штипското здружение, платата за живот треба да биде околу 96.000 денари. Платата за живот е нешто кое што треба да дозволи нормална храна, значи да не се да не гледаме што е најевтино и што е најнеквалитетно, туку нормално. Значи збориме за храна, добување, сметки платени, јавен превоз, облека, обувки, меѓутоа да имаме и процент од плата кој што ќе оде за заштеди. Значи кога, еве чист пример, еве по мој пример, кој ќе ти се расипе машината за алишта, да не трчиш по кредит во банка, туку да си земеш од заштедата. Плата за живот се пресметува според потребите и трошоците за основните животни потреби. Овде влегуваат компонентите храна, хигиена, здравство, култура, образование, како и комунални услуги, но и трошоците, што едно 4-члено семејство ќе ги има за еднаш во годината си дозволи и еднонеделен одмор. Мислам дека овде не е само грижата на стопанствениците, туку овде треба да биде и грижата на самата власт, на самата држава, односно дека ако се рекло дека по устав сме социјална држава, самата држава треба да го гледа доходот преку системите, алатките, институциите кои што ги има, да види дали Кристина има плата за живот заедно со платата на сопругот и да види државата како тука може да го пополни тој гап од платата која што ја зима Кристина до платата која што и треба на Кристина за да издржи. Истражувањата на Штипското здружение Гласен текстилец се дека ниту една земја од соседството не се приближува до платата за живот.